Кратки најави за денес. Во Охрид поднесени 4 кандидатури за градоначалник, во Струга дури 9. Американскиот експерт за животна средина и природни ресурси Джейсон Стоквел во посета на Белчишко блато. Збогум Буково втора година ја спроведува програмата Училишта без пластика. Охрид испраќа уште една солидна туристичка сезона. Познатиот охридски, македонски и светски уметник Јордан Манасиевски доби мурал на градската библиотека. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност и максимални 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро, ветровито и посвежо време со пад на ноќните температури. Во вторник над Скандинавија ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во северните и централните делови на Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите, како и во северните предели на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните делови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Ќе биде посвежо со осетен пад на дневните температури. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 32 степени. Во Македонија во вторник посвежо утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува слаб југоисточен и југозападен ветер, а во западните предели ќе дува слаб западен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во вторник посвежото утро со температура од 12 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува засилен западен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови намалување на облачноста. Минималната температура од 14 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 23 степени. Во четврток и петок во Охрид студено утро со температура до 10 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 23, односно 26 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и јоргани, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Тече проверката на поднесените кандидатски листи за локалните избори 2025 година. Најголем интерес од општините во југозападниот регион е забележан во Струга, каде до Општинската изборна комисија се поднесени 9 кандидатури за градоначалник и 10 листи за членови на Советот на градот. Таму се поднесени најголем број кандидатури од група избирачи. Поднесените кандидатски листи треба да ги потврди Државната изборна комисија, пошто јавно ќе бидат објавени. На 13 септември на полноќ истече рокот за поднесување кандидатури за градоначалници и листи на советници за предстојните локални избори. Како што информира Општинската изборна комисија во Охрид, поднесени се вкупно 4 кандидатури за градоначалник. 3 од нив се на партии, а една кандидатура од група избирачи. Поднесени се вкупно 11 кандидатски листи за членови на Советот на град Охрид, од кои 7 се од политички партии и 4 од група избирачи. Во Струга, според информациите од Општинската изборна комисија, поднесени се 9 кандидатури за градоначалник, од кои дури 5 од група избирачи, а 4 од политички партии. За членови на Струшкиот совет поднесени се 10 кандидатски листи, од кои 7 се од политички партии, а 3 се независни. Во општина Дебрца поднесени се 5 кандидатури за градоначалник, од кои 3 кандидатури од политички партии и 2 независни кандидати. За Советот поднесени се вкупно 6 кандидатски листи, од кои 4 се од политички партии, а 2 листи од група избирачи. Во Вевчани поднесени се 3 кандидатури за градоначалник и 4 кандидатски листи за советници. Во ова општина нема ниту една кандидатура од група избирачи. Согласно роковникот за локалните избори 2025 година, откако ќе заврши проверката за исполнетост на условите и ќе заврши процесот на отстранување на евентуални неправилности или пропусти во кандидатските листи, општинските изборни комисии ги доставуваат потврдените листи до Државната изборна комисија за утврдување на редоследот во единствената листа со кандидати. Веднаш по потврдувањето на листата, односно најдоцна на 20 септември годинава.
По завршувањето на овој процес, Државната изборна комисија ќе ги објави сите потврдени листи по општини што ќе учествуваат на изборите. Локалните избори ќе се одржат на 19 октомври, а вториот круг на 2 ноември. Американскиот експерт за животна средина и природни ресурси, професор Џејсон Стоквел, спроведува теренска посета на Охридскиот регион. Неговата работна посета е во рамки на соработката на земјава со Соединетите Американски држави и меѓународните партнери, од која се очекува да донесе неопходна експертиза за зачувување на уникатното природно и културно наследство и Охридското езеро. Директорот на научната лабораторија за животна средина и природни ресурси при Државниот универзитет во Вермонт, Соединетите Американски држави, професор Џејсон Стоквел, го посети Белчешко блато во општина Дебрца. Професор Стоквел деновиве престојува во Охридскиот регион во рамки на намерата на Министерството за животна средина и просторно планирање и Американската амбасада во земјава да се воспостави техничка и научна соработка за заштита на Охридското езеро, природното и културното богатство на регионот. Целта на соработката е подобрување на квалитетот на водата, управување со рибниот фонд и развој на одржлив езерски туризам. Теренската посета на Белчешко блато професор Стоквел ја реализира во придружба на екологисти од Сдруженијето Екотуризам 2016. Професор Стоквел по завршување на својата посета на регионот ќе ги представи своите идеи за понатамошна соработка со Хидробиолошкиот институт во Охрид и други релевантни институции во земјава. Во текот на минатата 2024 година, двајца американски експерти спроведоа теренски посети и двонеделни средби во регионот на Охрид за да ја оценат актуелната состојба. Извештајот од таа посета содржи неколку конкретни препораки, меѓу кои зајакнување на капацитетите на Хидробиолошкиот институт преку модернизација и поддршка на научниот кадар, создавање национална долгорочна програма за limnološki мониторинг на рибниот фонд, развој на заеднички прекуграничен план за управување со инкубатори и заштита на охридската пастрмка, воспоставување механизми за рано откривање на инвазивни видови, како и развој на истражувачка програма за одржлив туризам и зајакнување на улогата на граѓанските организации. Соработката со Соединетите Американски држави и меѓународните партнери се очекува да донесе неопходна експертиза за зачувување на уникатното природно богатство на Охридското езеро. Збогум Буково втора година ја спроведува програмата Училишта без пластика. Целта на програмата е поставување на одржлив и функционален систем за селекција на пластика, метал, хартија и ситен електронски отпад во училиштата. Граѓанската иницијатива Збогум Буково во рамки на програмата Училишта без пластика стартуваше со садење на генерацијските дрвца за прводеленците и учениците од прва година во училиштата. Првата година оваа програма беше спроведувана во 4 основни училишта во Охрид, а оваа година на програмата се приклучија уште 3 основни училишта и средните училишта во градов. Целта на програмата е поставување на одржлив и функционален систем за селекција на пластика, метал, хартија и ситен електронски отпад во училиштата. Според програмата, училиштата формираат или ги задолжуваат веќе постоечките екосекции во рамки на училиштето, кои што покрај тоа што работат на воспоставување на овој систем за селекција, земаат учество и во дополнителни едукативни и креативни работилници за најголемите загадувачи како пластиката и текстилот и учат за практични примери за рециклирање или реупотреба на селектираните фракции отпад. Екосекциите, како водечки ентитет во училиштата, имаат должност за дисеминација на стекнатото знаење и позитивни пракси на своите соученици во сите оделенија и класови. Од Збогум Буково информираат дека во програмата се планирани неколку настани и теренски акции како пошумување, садење дрвја во урбана средина, екопазарот на алишта и предмети на втора рака, одбележување на глобални и европски денови значајни за одржливиот развој на градовите со цел подигање на свеста за загадувањето, потребата од зелени површини, потребата од алтернативни начини за транспорт и одржливи пракси во секојдневното живење. Оваа програма се спроведува веќе втора година во соработка со јавното предпријатие Охридски комуналец, Енхелеус Лихнит, Пакомак и Нула отпад, информираат од Збогум Буково.
Охрид испраќа уште една солидна туристичка сезона. Иако не ги исполни очекувањата и предвидувањата на туристичките работници, сепак оценките по број на туристи и ноќевања се позитивни. Според официјалната статистика, од јануари до јули годинава, бројот на туристи во земјава е зголемен за 10,2%. На залезот на туристичката сезона првите оценки покажуваат дека Охридското езеро испраќа уште едно успешно лето, иако не ги исполни очекувањата во смисла на доста поголем број туристи од лани, особено во првите летни месеци. Август и септември ги надоместија загубите, се испишаа позитивни резултати. Според научната фела присутни беа гостите од Балканот и европските пазари, но треба да се работи на збогатување на понудата за задржување на туристите со подолг престој. Туризмот не е само спиење, не само хотели, не е само ресторани. Ако е култура, тоа значи е и Света Софија, и Самуилова, и Свети Наум. Значи, дајте сите да разговараме и да видиме секој во својот сегмент да го подобриме своето делување. Угостителскиот еснав смета дека е потребна итна стратегија и поголеми инвестиции во туристичкиот сектор, како и освојување на нови туристички пазари. Ако ја подобриме и нашата понуда, ќе се подобри публиката. Сега тоа пак јас многу пати сум кажал, треба да застане градот, државата, да се направи некоја стратегија, да се направат видни промени кои што нема да дадат успех во брзи рамки, тоа е подолг процес, меѓутоа час поскоро тоа треба да се направи. Официјалната статистика бележи позитивни резултати. Од јануари до јули годинава бројот на туристи во земјава е зголемен за 10,2%, а бројот на ноќевања за 5,5%. Најбројни се турците, по нив србите, потоа пољаците и холанѓаните. Познатиот охридски, македонски и светски уметник Јордан Манасиевски доби мурал на градската библиотека. По повод роденденот на големиот уметник Јордан Манасиевски, а во рамките на проектот да ги овековечиме вредностите, цртање мурали на истакнати охридски дејци, Општина Охрид му подари мурал. Ликот на Манасиевски на северната страна на Националната установа библиотека Григор Прличев е дело на академскиот сликар Горан Ристовски и муралот ќе биде целосно завршен во текот на оваа недела. Познатиот охридски, македонски и светски уметник, академскиот сликар Јордан Манасиевски, годинава го одбележува јубилејот 55 години од творештвото. По тој повод во јуни беше промовирана богата монографија од авторот Владимир Величковски. На својата жива легенда и најголем уметнички амбасадор во светот, градот Охрид во 2014 година му го додели највисокото општинско признание, наградата Свети Климент Охридски, патрон на градот Охрид. Црвен крст Охрид објавува дополнителен термин за курс по прва помош за управувач на пловен објект. Поради големиот интерес и во согласно со термините за пријавување и полагање во капетанија на пристаништата Охрид, Црвен крст Охрид објави дополнителен и воедно последен термин за курс по прва помош за управувач на пловен објект. Обуката ќе се реализира утре, 16 септември, во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов со почеток во 11 часот. Од Црвен крст Охрид посочуваат дека сите пријавени за обуката треба да бидат присутни во просториите на Црвен крст Охрид најдоцна до 10:30 часот. Според важечките законски регулативи, обуката е задолжителен дел од процесот за добивање дозвола за управување со пловни објекти. Почитувани гледачи, вестите од светот беа последни од ова издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!